Професоре Димовски, платениците на Вагнер влегува во судир со руската армија. Дали вакво сценарио според вас е изненадување или пак не? Следејќи состојбата во подолг временски период, навистина после сите оние исклучително недобри односи кои што се покажуваја во однос на немање на муниција, нестигнувањето на муницијата, понатаму на севкупната таа техничка помош која што требаше да пристигне до таа единица, до платената единица, едноставно навестуваше дека нешто ќе се случи. Дали ќе се случи, мислам, предпоставка беше дека можеби тие ќе се побунат и ќе го напуштат, така и се заканија дека ќе го напуштат просторот кој што тие го имаја освоено практично од украинците. Меѓутоа, ова никој, предпоставам дека никој не го очекуваше да тие сега во овој период се свртат против оние кои што се и нивните тутори, односно оние кои што нив ги поддржуваат, а тие работат за нивна сметка. Како ги оценувате овие случувања? Дали може би ова обид за државен удар или пак може би Русија влегува во граѓанска војна? Јас не би рекол дека и едното и другото. Практично би постоеле повеќе сценарија или евентуално можеме за повеќе верзии да зборуваме, меѓутоа мене ова ми личи како на одреден тип на пропаганда дека Путин е свемоќен и дека и ова ќе го смири и дека едноставно ќе стави крај на таквите размисли дека Вагнер не е целосно под негова контрола и дека еве треба сега во моментов да тие предизвикаат државен удар. Сметам дека сега ова е мое мислење дека Путин ќе успее да ја среди работата со нив и дека на крајот на криштата повторно ќе се покажи како голем лидер, како голем државник кој што може да ги среди работите и крајно тоа може би многу ќе придонесе во наредните избори кои што еве се закажуваат веќе за некаде наредна година. На крајот, какво влијание може да има ова на војната со Украина, на геополитичките случувања, па какво влијание би можело да има евентуално врз Македонија? Едноставно во самото, ако ова се реализира што го едноставно заговараат од Вагнер, тоа би имало навистина пресвртница во самиот овој конфликт меѓу Русија и Украина и тогаш би дошло до ситуација да навистина успее офанзивата која што или контраофанзивата која што имаат украинците према руските сили, затоа што сепак Вагнер е една доста добро организирана воена сила која што едноставно беше уфрлена или едноставно беше на самиот браник во оние највоени действија, да кажеме, или во жижата на самата војна. Како би можело да влијае тоа према Република Македонија, мислам према нашата држава дефинитивно не би можело ништо, затоа што ние сме навистина многу подалеку, би можело да има, ако евентуално таа група Вагнер се растури, односно ако успеат да ја разбијат, тогаш добар дел од тие платеници сигурно дека би се вратиле по државите или би барале за солниште во други држави, така да тука може и Македонија, може би за некого да биде такво нешто како средина во која што тие ќе ја изберат.